Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Карциномот на тестисите обично се јавува кај мажи на возраст помеѓу 20 и 40 години. Додека пак од карцином на простатата, еден од најчестите карциноми кај машката популација, страдаат оние кои што се повозрастни, по 65-та година. Зошто повозрастната популација обично го има овој карцином и дали кај повеќето луѓе над 70 години може да се забележат микроскопски мали тумори. Овој месец ноември, се одбележува борбата против карциномот на простатата и на на тестисите, и токму поради тоа во денешната емисија ќе проговориме за важноста на времено да се диагностицира болеста, зошто е важно да се подигна свеста за оваа болест и како треба да изгледа само прегледот кај тестисите, од која возраст треба да започне. Имаме навистина многу прашања во денешната телма амбуланта, кои што ќе ги поставиме на доктор Горан Јович, хирург-уролог од клиничката болница Жан Митрев. Започуваме веднаш по рекламите. За карциномот на тестиси и простата денеска зборуваме со доктор Горан Јович, уролог-хирург во Жан Митрев клиник, кој што веднаш од сала дојде во студиото на телма. Докторе, добар ден. Добар ден. Ви благодарам што сте тука. Ви благодарам на поканата. Имаме денеска можна важна тема за разгледување, месец ноември, односно Новембар, да. Е всушност месец посветен на машкото здравје, на борбата против карциномот на тестиси и простата. И јас сега би започнала со она што ги засека прицепо младите мажи, карциномот на тестисите. Во Европа драматично расте бројот на новодиагностицирани случаи. Дали е истата слика и кај нас и на која возраст се обично новодиагностицираните пациенти со карцином на тестиси? Так, прво да ја поздравам кампањата. Се враќаме назад. Овие 2-3 години беше така ради пандемијата и она затишје некое. Така да беше практично затишје и со самава кампања која е многу корисна воопшто за популацијата, бидејќи рано откриените овие две состојби кои ги спомнавме, карциномот на тестиси и карциномот на простата, на време откриени се 100% излечиви болести. Затоа и оваа кампања кога почна и кога се почна во светот се воведе, ја промовиравме веќе повеќе од 10-12 години и кај нас, е одличен потсетник за машката популација да се јават на преглед, барем еднаш годишно или барем еднаш во 2 години нека биде. Али битно е да се јават без икаков симптом на тој преглед, да посетат еднаш уролог, еден обичен преглед, еходиагностика, која многу ќе ни покаже. Имат ли навика мажите кај нас да ги прават овие контролни прегледи кај уролог? Не, се уште не, нажалост се уште не. До пред 2 години преку кампањава, постои имавме одговор, ноември месец, декември, па и јануар, се додека траеше она, имавме одговор, имавме зголемен број на прегледи кај кои доаѓа пациентите без икаков симптом. Но нажалост сега со пандемијата страфнели од зараза, контакт со луѓе, десоциализација воопшто во општеството, да не се мешаат со други луѓе, и седеа дома, така да затоа и ја спомнавте бројката, зголемена бројката. Зголемена бројката, кажам, во наводници, бидејќи овие 2-3 години луѓето практично не доаѓаа на преглед. Па имаше податоци дека се намалени всушност, е намален бројот на
пациенти болни од карцином на тестиси, а всушност е биле недиагностицирани, точно, биле тоа се тука, недиагностицирани. не исчезнала болеста во тој период. Точно, и нажалост имавме доста задоцнети диагнози. Тоа е стварно денес, на денешно време, со целата оваа апаратура со која располагаме, брза диагностика на овој тип на тумори, а да ги пропуштаме и да ги фаќаме во некоја по-закаснета фаза. Така, но докторе, имаат ли чувство младите мажи, еве и тие што се на 15, на 20 години, дека постои ризик од карцином на тестиси? Обично оваа болест порано се поврзуваше, се асоцираше со повозрасна популација. Точно, пазите, карциномот на тестиси воопшто доаѓа, значи, во едној почеток на репродуктивниот период, практично после некаде 15-16 година во животот, па некаде отприлика до кај 40-та година. Ја практично во мојата кариера оваков тип на тумори на тестиси кај повозрасни мажи имам сретнато инцидентно на 45, па имам еден пациент и на 50 годишна возраст, но ова е еден или два случаја кои ги броиме на прсти. Воопшто туморите на тестиси од прилика на возраст некаде од 17-та година па до кај 30-та година во животот. Важно ли е тие мажи да знаат да направат само преглед, да ја познаваат техниката на само преглед, визуелно и тактилно да почувствуваат што е нормален тестис, а што е промена? Многу битно. Тоа е исто како и кога се промовираше само прегледот кај карциномот на дојка кај жените. Да, ова е потполно исто, а е наједноставно, бидејќи тестисите се достапни за само палпација. Поготово најпогодно е да се пипне тестисот после туширање со топла вода, така они се тогаш опуштени, кожата е помека и може да се осети било каква промена на самиот тестис. Значи тоа е нерамнина, топчеста формација која се пипа во скроталната кеса. Веќе таква некоја промена треба да го алармира младиот човек да дојде на преглед. Колку често да ги прават овие прегледи? Еднаш месечно? Да кажем, ајде да кажеме еднаш месечно, еднаш во 2 месеци нека биде. Значи не е тоа целта сега да ги исплашиме пациентите и да се фиксираат и овде да се фиксираат, па малтене да почне секој ден да се прегледуваат, али е доволно да кажеме еднаш или еднаш во 2 месеци ипак да се пипне и да осети и примети некоја промена. И кога веќе ова ќе го примети, треба да се јави на лекар. Не да седат дома и да ќутат, обично постои срам. Поготово кај тинејџерите. Па како да каже дома, па како да каже на родители. Кријат, да. Кријат, промената расте и кога веќе ќе види дека е очигледна таа промена, дека тестисот се зголемил дупло, можда и тродупло во однос на другиот. Тек тогаш ќе кажат дома ова, па ќе дојдат на преглед. И тука тоа е тој проблем. Кога веќе развиен карциномот. Да, точно. А дали секоја напипана грудка на тестисот, секоја топча, значи и карцином? Не, затоа и ова, да не се ствара паника, нели? Затоа што обично пациентот кога ќе си напипа нешто, ќе отвори на интернет, прочита и готово. Имам карцином, депресија, доаѓаат преплашени кај нас или дорека да се решат да дојдат на преглед, мине месец, мине 2, они веќе тие 2 месеца се во еден хаос. Влегуваат баш во класична една депресија и едноставно се помирува со се готово, јас имам карцином и тоа е тоа. Нажалост не е така, значи не секоја промена, не секоја формација во тестисот значи и карцином на тестис. Бидејќи тука може да бидат некои цисти на сперматичните канали, може да биде хидроцела, тоа е водена кила, може да биде и некоја сасвем друга промена, може да биде некоја топчеста формација на самата кожа, на скроталната кеса.
или може да биде некоја, да кажеме, горе во тој предел хернија, тоа е кила, Значи, народски многу кажано. работи може да бидат и поради тоа треба да се поиде на лекар? Точно. Или да се потврди или да се исклучи, како и да е. Така, да. А доколку се напипа, топче на тестисот, дали е тоа болно? Обично не. Подвижно ли е? Обично не. Не е подвижно. Не? Фиксирано е. Фиксирано е за самото тестикуларно ткиво. И оно се наоѓа под обвивката на тестисот. Ама и за тоа да го осети, тоа треба да го осети уролог, а не самиот пациент. Значи сами никако да си поставува диагноза, така? Доволно е од пациентот си напипал нешто и да се јави на преглед, ништо друго. Да проговориме и за причините зошто често се јавува карцином на тестиси кај мажите на помлада возраст. Па видите, начинот на исхрана влијае ли? Не, адитиви, не влијае начинот на пластични исхрана. амбалажи, Да кажеме, нели сега сето тоа измеѓу се промовира као е, да кажеме, зголемено зрачење или не знам посебен тип на исхрана и овака. Мислам дека ова целото е врзано сепак за предиспозицијата, генетиката или иритацијата, може да биде и после некој удар, и после некоја повреда, после некој тип на воспаление на самиот тестис. Може да се деси да поради неспуштен тестис. Еве можеме и тоа, значи да ги погледнеме. Првиот факт во денешната Тилма амбуланта кој што се однесува на причините за појава на карцином на тестиси, а тоа се неспуштен тестис, абнормален развој на тестисите, историја на карцином на тестиси во семејството, етничка припадност, возраст, инфекција со ХИВ вирусот. Ке ни појасните, докторе, засебно, што значи неспуштен тестис, кај се случува бебињата да се родат и едниот тестис да не се наоѓа во скротумот. Точно, и обично родителите прашуваат колку време потребно да се спушти, дали е да се направи хируршка интервенција или не, додека стои тестисот горе, тоа го зголемува ризикот за карцином подоцна во животот. Па може, да. Може и постои како опција, тоа е точно. Видете, ајде да почнеме чисто анатомски. Природата кај мажите, тестисите ги сврлива надвор од човековото тело. Бидејќи на сперматогенезата смета телесната температура од 37 целзиусови степени, колку што не е на нашето тело. Поради тоа тестисите се исфрлени, природата ги исфрва надвор од човековото тело за да ги вади. Таму е температурата за цел степен пониска него во човековото тело. Задржаниот тестис горе постојано е изложен на 1 степен повисока телесна температура. Тука може да дојде до некоја видоизменување на клетките и да се предпоставува дека може да биде провокација за појава на тумор понатаму на тестисот. Но и друго, делува самата температура на човековото тело делува на сперматогенезата. И затоа треба да се прати оваа состојба. Значи, тука се битни и педијатриските прегледи, нели, кога прв пат се носат бебињата. До која возраст треба всушност да се реши овој проблем? Па видете, се препорачува во што порана возраст да се реши оваа промена. Да кажеме до 2 годишна, 3 годишна возраст, максимум да се реши оваа промена. Бидејќи, ако имаме задржан тестис кој воопшто не се спушта доле, тогаш може да треба и порано да се реши тоа. Но постои состојба на мобилен тестис. Тој мигрирачки. Мигрирач. Постојано горе-долу што оди. Кој оди доле, па се качува горе. Сега е тука прашањето, колку тој тестис е. Дали е повеќе горе, во каналот, или е доле спуштен. После тука постои состојба на ектопија на тестиси. Што значи тоа? Тестисот не е на место развиен таму кај што треба. Значи, тоа е веќе при ембриогенезата, кога се ствараат органите во човековото тело, за време на интраутериниот живот, додека бебето е во мајката.
тогаш знае да тестисот или заостане некаде по патот, кај што се развива, бидејќи тестисите се развиваат внатре, а потоа преку ингвиналниот канал, преку оној килен канал, се спуштаат доле во скроталната кеса. И практично они треба да бидат спуштени за време на само после раѓањето. Веќе треба да бидат во скроталната кеса. Тестисите се гледаат и на ултразвук на ехо, уште за време на интраутериниот живот. Нели, доста често ќе кажат гинеколозите кои ја пратат бременоста, да каже, потоа така и го одредуваат и повод. Да, ова е машко или нели, девојка и така да. Сега е битно тоа да се види има развиено тестиси, постојат и дали е спуштен доле. Бидејќи некојаш може да од едната страна имаме анорхија, да кажеме немаме воопшто развиен тестис. Тоа е комплетно една друга состојба. Но секогаш треба да се бара да некаде во попатот да не е случајно задржан тој тестис и ако е некаде длабоко внатре, тогаш е подобро да се отстрани, отколку да се остави и да утре направи проблем. Да. Абнормален развој на тестисите, тоа е тоа. Така. Одиме понатаму, историја на карцином на тестиси во семејството. Се зголемува ли ризикот доколку да, и те како, затоа или пак дедото, некои од блиските членови на семејството го има проблемот? Многу битен фактор е генетиката и генетската предиспозиција. После друг фактор се етничката припадност. Што значи тоа? Не преголемо влијанието на овој фактор? Нема тако, да кажеме, не. Возраста веќе искоментиравме. Возраста и текако, да. Инфекција со ХИВ вирусот, односно очигледно со вируси кои што го намалуваат имунитетот. Инфекција, да кажеме, во самиот тестис, некоја прележан инфект не мора да биде, не е ХИВ вирус, точно. Баш не можеме нити да го поврземе конкретно со ХИВ вирусот, но можеме да го поврземе со и обична бактериска инфекција на тестис. Пазите, инфекцијата доаѓа од надвор. Значи, преку мочниот канал, сперматичните канали се отвараат, поминуваат нели низ простатата, се мешаат сперматозоидите, доаѓаат во контакт со простатичната течност и надвор излегува како готов производ сперма. Тоа значи сексуалната активност исто така влие? Да, значи воспаление на тестиси имаме само кај сексуално активни мажи. Затоа секогаш кога имаме некоја состојба, оток кај мали деца, треба да помислиме на една друга состојба, торзија на тестис, увртување на тестис. Никогаш не треба да се оди она гладко, да, тоа е, имаме оток, да, ова е инфекција и да се дадат антибиотици и така и да се лечи ова, да се изгуби драгоцено време, бидејќи торзијата на тестис треба да се реши. Торзија е увртување на тестисот. Значи, тоа е практично тестисот доживува инфаркт. Немаме циркулација во тестисот, да, немаме исхрана и почнува ткивото да изумира. И сега, ако се промаши диагнозата, а диагнозата треба да се воспостави во првите 6 до 8 часа од почетокот на состојбата, за да се реши, да се деторквира, подојде циркулација и се спаси тој тестис. Ако тука се промаши диагнозата и ние почнеме да го лечиме тој тестис, веќе за 2-3 дена инфарциран, он ќе пропадне и кога ќе се отвори, ќе се најде изумрено ткиво, тестикуларно, тогаш е веќе хирургот принуден да го отстрани тој тестис. Докторе, а консумацијата на алкохол го зголемува ризикот од карцином на тестиси? Се рачуна дека паѓа имунитетот. Нели, алкохол, дрога, падна имунитет, активација на
генетиката, да кажеме и така, па ајде, можеме да кажеме дека не директно, ама индиректно влијание да. Кога пациент со некоја ваква промена ќе ви се обрати на преглед, што е потребно да се направи? Дали со ехоанализа можете да кажете, аха, за тоа се работи. Има ли тумор маркери кои што директно укажуваат на овој проблем? Така, значи имаме два тумор маркера. Значи за тестисите има? Карактеристични за тестиси, да. И што правиме? Доаѓа пациентот, анамнеза, во меѓувреме се зема крв за лабораторија, додека трае прегледот за 1 час ги добиваме резултатите од туморските маркери, еходиагностика, се прегледуваат тестисите и се гледа формацијата, каде се наоѓа формацијата. Дали е под обвивката, дали е во самото тестикуларно ткиво или е некоја формација која е вон тестисот. Така да веќе ова ни покажува дека може или дека да не кажеме 90% од случаевите веќе да ги диагностицираме при оној првичен преглед во рок од тие 30 до 60 минути од како дошол пациентот. После од другите методи диагностички тоа ни е магнетната резонанца која нели се прави на тестисите, па во консултација со рентгенологот и ова тогаш се одлучува за начинот на лекување. Значи, кој е најдобар третман за лекување? Дали оперативниот зафат е примарниот? Да, примарен е оперативниот зафат. Се отстранува цел тестис или само дел? Не. Не може дел само да се отстрани? Не. Се отстранува цел тестис заедно со се неговиот фуникулус. Тоа е оној кај што во фуникулусот се е содржајот е нели тестикуларните артерии, вени, дуктусот, тоа е сперматоводот, тоа е содржина на фуникулусот, на кордонот. Практично се отстранува тестисот и најмалку 2/3 од кордонот на тестисот, за да бидеме сигурни дека сме го отстраниле во целост. Препаратот оди на патохистолошка анализа. И тогаш повратно од патохистологот добиваме извештај кој ни кажува дека во горна ресекциона ивица, тоа е таму во кордонот, дека немаме малигни клетки, дека малигните клетки се тука само во самото тестикуларно ткиво, во самата промена. Практично тоа значи дека е успешна интервенцијата, и со тоа можеме со сигурност да тврдиме дека пациентот понатаму ќе ни помине добро. Доколку карциномот се подраширил, во тој случај би чувствувал болки пациентот? Бидејќи дава некаков симптом карциномот на тестис? Добро, да, ако веќе порасне голем, почне да ги шири обвивките, знае да даде и болка, ама обично не. Најчесто е безболно. Проблем е ако веќе карциномот отишол во лимфни јазли, преминал на некој од органите, што е најчесто, да кажеме, првите метастази од карцином на тестис се по ретроперитонеалните лимфни жлезди кои одат покрај аортата. Тоа е оној најголемиот крвен сад во човековото тело. Претпоставам тоа е тешко да се отстрани? Па да, али постои како метода, се работи и успешно се работи. Значи, отстранување и дисекција комплетна на лимфните јазли покрај најголемиот крвен сад во човековото тело. Проблемот е ако веќе преминало на некои од органите, тоа е да кажеме мултиплиситни метастази на белите дробови, веќе тогаш е поголем проблемот. Да, се оди со хемотерапија и нели онколошките терапии кои се применуваат во вакви случаи, но не може со сигурност да се тврди дека успехот ќе биде
Гарантиран? Гарантиран, како што би гарантирал за успехот кога е во рана фаза болеста. Кога ми е откриен туморот во рана фаза. Една од почетните фази. Докторе, може веднаш по операцијата да се направи реконструкција на тестисот, бидејќи сме зборували друг пат, влие тоа на психолошкото здравје кај мажот? Многу влие. Видете, знаете кога советувам јас да и кога веројатно исто како кога жената ќе остане без дојка. Точно, и кога го работам тоа. Имаме диагностицирано карцином, ограничен, немаме пробив, немаме метастази по човековото тело. Што следи понатаму? Во втор акт имаме 1, 2, 3 хемотерапии. Тоа е во зависност како ќе ги одреди онкологот, или во соработка со онколог, се дава оваа хемотерапија. И после завршувањето на лекувањето со хемотерапија, обично тогаш рачунаме дека пациентите ни се 100% излечени и на младите луѓе им советувам да поставиме тестикуларна протеза. Тестикуларната протеза е верна на копија на оригиналот, буквално на пипање, ова не може да се осети дали е протеза или е правиот тестис. Така да со тоа може да направи некаков проблем телото да не ја прифати оваа протеза? Па да, може, нели имаме како една од компликациите на поставување на протеза да дојде до отфрвање на протезата, но тоа е многу мал процент. Битно е како се поставува протезата и да се работи. Ви бараат пациентите? Да, многу значи за младите луѓе, многу значи за младите луѓе. Бидејќи он се осеќа хендикепиран. Тоа исто како кај жената со една дојка и така. Така да многу е битно за психолошкиот момент кој овој тип на пациенти, за да не се рачунаат болни понатаму во животот. Морам уште нешто да спомнам. Влие ли тоа, кажете, извинете, само на плодноста дали ќе влие или пак на еректилната функција? Да, тоа и сакав сега да кажам, значи во ист момент помисливме на тоа. Откако ќе се отстрани тестисот со тумор. Во следен акт, пред почеток на хемотерапија, се советува на пациентот да остави сперма со превенција на сперматозоиди. Во некој од нашите гинеколошки куќи, кај што се прави инвитро. Има банки за сперма кај нас? Има банки. Тоа се и Нјуборн, и Систина, и сите гинекологија на државна клиника, значи сите куќи кај што се работи инвитро, они имаат и банка за сперма и за превенирање на сперматозоиди. Затоа што се рачуна да спермиумите кои доаѓаат сега од здравиот тестис, они се превенираат и они се добри. Бидејќи никогаш не можеме да му гарантираме на пациентот после хемотерапијата, обично се задржува плодноста, ама не може да се гарантира дека можда хемотерапијата нема да делува и на здравиот тестис, па да и таму дојде до некое пореметување на бројката на сперматозоиди, на квалитетот на спермиумите и така. И затоа е најдобро да се зачува примерот со здрави сперматозоиди, да. А во однос на еректилната функција, дали отстранувањето на тестисот ќе влие на квалитетот на сексуалниот живот понатаму? Не влијае, воопшто не влијае, бидејќи го имаме другиот тестис, здрав тестис кој извачува и понатаму тестостерон. Едноставно би требало да се контролира нивото на тестостерон, но најчесто еректилната дисфункција овде е психолошка. Самиот момент, веројатно, на примање на диагнозата влијае на тоа и затоа тука многу влијае поставувањето на тестикуларната протеза. Не се осеќа хендикепиран пациентот. Не добива прашања од партнерката зошто е со еден тестис, што му се случило во животот, да мора да објаснува и така. Веќе тоа е една психичка компонента која што оптоварува. Оптоварува, да. Така, а како изгледа животот
Но ние млади пациенти по операцијата ќе треба ли редовни контроли да прават тумор маркери во животот? Може би да ја проверуваат и простатата? Како ќе изгледа сето тоа? Па да, понатаму во првата година обавезно се прави, да кажем, еден после година дена од интервенцијата и после завршување на хемотерапијата и така се прави еден компјутер. Може да се направи магнет на ретроперитониумот, па дури може да се направи и пет скен, да кажеме, за да случајно видиме да некаде имаме некоја МС промена, што во практиката практично да не сум и сретнал ако ние на време отстранет туморот со тестисот, ако ние на време отстранет, практично да рецидиви немаме. И секако сигурно се сочувате со прашање, докторе, може ли да се превенира сето ова? Особено во семејства каде што едното дете имало ваков проблем, дете условно речено, тинеџер или млад маж, и кој што има брат, сигурно семејството се интересира дали постои начин да се спречи. Они и практикуваат и доаѓаат. Они се веќе еднаш опоменати. И они се во ред, значи фамилиите и така, тоа е во ред, тоа ќе си го донесе нормално и си дојде и братот на преглед и само се прегледува. Они веќе свесноста е на друго ниво. Свесноста е на друго ниво. Проблемот ни е за воопшто, еве го затоа и ова сега, затоа и оваа емисија и затоа е месец новембар, да ги подсетиме поготово младите луѓе, тинејџерите, да дојдат да посетат уролог. Кога прв пат да направат? Кога прв пат да ја направат уролошката контрола? Ајде да кажеме, 16? али или 15-16 години, или ако приметат било каква промена во таа регија, веднаш да се јави на лекар. Да не молчат, да не се срамат, да не се срамат. Тоа е тоа. Така, тоа е главната порака што денеска ја праќаме за карциномот на тестиси. Затоа и добра оваа кампања од ова подсетник, нели, Мувембар, мажите пуштаат бркови и сега е тоа целта. И сината машна исто така е синоним, ако не се лажам, за карцином на простата, за карцином на простата, затоа ќе проговориме во продолжение. Затоа си и брковите подсетник. Сега е форсирано, нели, да сите пуштат бркови во при крај на месец ноември ќе им пораснат бркови и ќе видиме доста луѓе по улица со нели пораснати мустаќи. Тоа е она подсетник. Зошто? Еве го месец ноември, значи ја треба да отидам да се прегледам. Така, подсетник за важноста на машкото здравје, да се чува здравјето е многу важно. Докторе, ќе ги поканиме денес гледачите на еден поинаков начин да комуницираат со нас во интерес на времето, бидејќи сакаме да обработиме детално и што е најважно за карциномот на простатата. Ке можете да ги спраќате вашите прашања на нашата страница на Facebook Телма Амбуланта _0M+ на телевизија Телма. По нашето сандвич во инбоксот поставете прашање, а јас потоа во програма ќе ги упатам прашањата до доктор Горан Јович, хирург-уролог во клиниката Жан Митрев. Докторе, продолжуваме понатаму. Сега ќе се префрлиме на карциномот на простатата, кој што пак се јавува кај повозрасната популација, кај постарите од 65 години. Дали понатаму таа старосна граница е... Старосната граница е поместена, да знаете. Предпоставам надолу исто така. Да кажеме некаде и од 50-та година. Значи, во последниве години сум имал случаи да откриеме карцином некаде и по 50 и некоја година во животот, да. Тука ќе погледнеме еден интересен факт кој што мене лично ме изненади, кој што вели: кај речиси половина од мажите постари од 70 години може да се забележат микроскопски тумори на простатата. Навистина ли е волку голем процентот и толку често се јавуваат туморите на простатата? Дали се сите тие карциноми? Видете вака, значи сега конкретно ако зборуваме за овакви фокални промени за карцином на простата, он секојаш дава и некои други симптоми. Обично знае, затоа и кај мажите, на секој преглед, секој маж кога доаѓа
и прв пат кај уролог имаме еходиагностика, имаме дигиторектален преглед. Што е тоа? Дигиторектален преглед, тоа е преглед преку чмарот со прст. Преку ректума, добро. Во старите книги од урологија е напишано, вика, прстот е окото на урологот. Да. Бидејќи преку чмарот, простатата е во директен контакт со завршниот дел од дебелото црево и е достапна за палпабилен преглед. Нормална простата тоа е жлезда. Така. Она е мазна, мека, безболна на палпација. Големината е некаде околу еден костен. И сега веќе кога ќе пипнеме, видиме нерамна, потврда по конзистенција, па дури може да биде и болно осетлива. Тоа може да не упати на две работи, да биде или некој воспалителен процес во самата простата, или дека се работи за некој туморски процес во простатата, кој понатаму треба да го диагностицираме и докажеме. Правите ли тумор маркер секогаш ПСА? Да, видете, ПСА е неспецифичен. Туморски, неспецифичен. Што тоа значи може висока вредност да има, а да не е карцином? Точно. Значи, туморскиот маркер, ПСА, може да биде покачен и при некој иритација на самата простата, при некој воспалителен процес. Така да пациентите, кога ќе видат покачен ПСА, никогаш не треба да се паничат и да се фиксираат за тоа. Мене ми е ПСА, простатично специфичниот антиген покачен и јас 100% имам карцином. Не е, затоа е неспецифичен и затоа тоа морам да го нагласам на гледачите, бидејќи доста често ни доаѓаат во паника, после долги непроспиени ноќи, убедени дека има сигурно карцином на простата и дека со тоа завршил неговиот живот. Така. Да. Обично тоа така го сваќаат, толку трагично го сваќаат, да. Значи, превентивно не треба да се прави овој тумор маркер, бидејќи некои го прават. Сите. На првичниот, тоа сакав да кажам, првичен преглед, обавезно, пред дигиторекталниот преглед, прво се зема крв, се проверува туморскиот маркер, се прави еходиагностика, а потоа тек се прави дигиторекталниот преглед. Бидејќи со самиот дигиторектален преглед може од иритација на простатата важно да го покачиме. Важно да го покачиме. Да, така. Важно да го покачиме туморскиот маркер. И сега имаме покачен туморски маркер. Што следи понатаму? Гледаме, имаме еходиагностика, сега имаме еходиагностика и со ректална сонда, директен достап конкретно, буквално на цел екран ја гледаме само простатата, можеме внатре да видиме и дури некои фокални стадиуми во кои може да не упата дека може да се работи за некој малигнитет на простата. Што следи понатаму? Имаме едно специфично испитување, PHI индекс. Тоа се зема исто се прави од крв, преку крв, да, каде што тоа ни е практично патокаседен, дали во следна фаза треба да направиме биопсија на простата или можеме да причекаме. Таму во проценти ни кажува колку проценти е можноста да тој пациент има карцином на простата. Процентуално. Во проценти е изразен и резултатот. Така да... Значи, веројатност. Веројатност, така, да. Баш е, буквално е патокаседен. Докторот и пациентот стоат на една раскрсница и сега, ќе правиме биопсија или нема да правиме биопсија? Тој е отприлика овој индекс, PHI индекс, кој ни кажува, не насочува дали да одма да направиме биопсија или биопсијата можеме да ја одложиме за некој период.
Докторе, оние кои што имаат бенигна промена на жлездата, бенигна хиперплазија, Така. имаат ли зголемен ризик да развијат карцином на простата? Да, имаат, затоа што видите, сега се смета дека карциномот на простата дури може да го испровоцира и некои агенции. Може да го испровоцираат некои редовни иритации на простатата. Сега со една зголемена простата можеме да имаме рест урина, па чести уринарни инфекции, па тие дури и чести уринарни инфекции, чести простатити, воспаление на простатната жлезда, може да дојде до метаплазија и малигнизирање на простатичното ткиво. Ајде да погледнеме дел од симптомите кои што се асоциирани со карциномот на простатата, а тоа се, еве ние што одвоивме, докторе, зачестено уринирање, отежнато мокрење, неможност да се одржува нормален млаз, ќе тргне па ќе запре, Така, да. болка при мокрењето, крв во урината. Точно. Зошто зачестено уринирање или пак отежнато Видете, уринирање? овие симптоми, сите кои ги спомнавте, не се карактеристични само за карциномот на простата, него се карактеристични за, така наречен да кажеме, простатизам или еве и за бенигна хиперплазија на простата. Зошто зачестено мокрење? Имаме една зголемена простата или да кажеме карциномска простата. И сега имаме намалување, бидејќи уретралниот канал, изводниот мочен канал, поминува низ простатната жлезда. Она го практично го стегнува фито на цевката, се намалува, да го кажеме просто, за да ме разберат гледачите. Протокот е помал, имаме ослабен млаз при мокрење. Мочниот меур се напрега за да ја исфрли целата урина, но на крај попушта притисокот и почнува да ни заостанува урина, рест урина во мочниот меур. Значи пациентот не се празни до крај. Кога пациентот, воопшто кога нормален човек добива нагон за мокрење, кога во мочен меур има некаде да кажем околу 200-250 милилитри урина, горе добива сигнал да оди дека е полн мочниот меур и дека треба да се испразни. Он оди се празни, но од тие 250 исфрли у 150, 100 останале. Сега, за доследен сигнал, треба само 150 милилитра да се надополнат, а не 250. Така. Затоа веќе честотата е се поголема и поголема и поголема. На крај пациентите почнуваат да стануваат ноќе еднаш, два пати, три пати, па и 5 или и повеќе. Практично се не наспани. На секој час ноќе се буди за да оди во тоалет. Веќе нема квалитет на живење. Ма тоа се се симптоми некарактеристични, така, неспецифични. Неспецифични за карцином на простата, за тоа да не се упвашат сега и тие што често уринират или ги имаат сите овие симптоми, така. Имаме тука сега и бенигна болка при мокрењето, може да укажува на сите овие се. Но крвта во урината? Па да кажеме и крв може да биде воспалителен процес на простата и така. Но може да биде и карцином на бешиката на мочниот меур. Може и текако. Ама сите овие симптоми се тука да едноставно го потсетат пациентот дека треба да се јави на преглед. Така. Тоа е она основното. Било кој од овие симптоми да го почувствува, тоа е знак, опомена дека треба да оди на преглед. А после тука е, затоа е тука урологот кој понатаму ќе оди, па ќе разреши дали се работи за бенигна хиперплазија на простата, дали се работи за карцином на простата, па да се дојде до тоа да тој карцином се диагностицира и потоа лекува. Морам да спомнам одма тука, сега веќе стигнавме до оној PHI индекс, PHI индекс, али после тоа следи биопсијата на простата. Биопсијата на простата од која практично сите пациенти бегаат. Мислат дека е тоа кој знае колку страшно. Па и звучи страшно. Орган кој што е внатре во телото да се биопсира. Како се прави, на кој начин? Да, тоа и сакав да кажам сега како се прави биопсијата на простата, се прави под ехо, значи со ултразвук, еходиагностика, со ректална сонда, влегуваме во ректум,
на таа ректална сонда имаме водич за игла, ја гледаме простатата и циљано земаме ткиво... Преку дебелото црево? Преку дебелото црево. Зато имаме само една посебна припрема, претходниот ден пациентот... Нема опасност од инфекции, од... Па видете, секојаш има, како една од компликациите, можните компликации при биопсија на простата, може да би имаме инфекција. Но секојаш затоа пациентот адекватно се подготвува. Тоа е битно да пациентот претходно, ако земал антикоагулантна терапија, се промени антикоагулантната терапија. Друго, да пациентот ден пред доаѓање на биопсија се прочести и припреми, исто како за колоноскопија. Така. Потоа да добро се очисти ректалниот дел пред да се почне со интервенцијата и потоа да следи интервенцијата. Во овакој случај да практично оваа компликација буквално ја сведуваме на минимум. Ткиво се зема од 12 полиња по простатата, буквално целата се пронижува и се зема тенко иглена, со тенка игличка, тенко иглена е. Значи тоа се препарати кои ги добиваме тенки некаде и до 1 милиметар, а долги до 2 сантиметри. Значи тоа е буквално низ цела површина, низ цело ткиво поминува и целото тоа ткиво се анализира. Така да е реткост да со биопсијата ја промашиме дијагнозата. Така, значи ова е еден сигурен начин за поставување дијагноза, непријатен, како што веќе напоменавте. Да, е непријатен, но брзо поминува ова, ама па зато чува глава. Апсолутно. Така да, подобро е ова да се помине и на време се открие, или, ако не друго, да негативизираме и да кажеме дека да, вие немате карцином на простата. Апсолутно. Да се добие точен одговор. Сега, откако го имаат одговорот и ете излезе дека е најнепосакуваната дијагноза карцином на простатот, што зависи дали ќе се направи хируршка интервенција или пак ќе се употребува хормонална терапија? Ете така, значи ова не зависи од патохистолошкиот навод. Имаме до една одредена граница кај што ни кажува дека можеме да направиме хируршка интервенција, тоа е радикална простатектомија, отстранување на простатата со сенеизината капсула и семиналните везикули кои се наоѓаат тука во близина на простатата. Значи тоа е еден начин, еден тип на лекување во зависност од патохистолошкиот навод, и другиот тип на лекување е хормонална терапија. Што значи хормонална терапија? Со лекови кои ги прима пациентот и обично се даваат во зависност од распространетоста на болеста и така, дали еднаш месечно или еднаш во 3 месеци, така, нивото на тестостерон го симнуваме на нула во организмот. Со тоа имаме, затоа и се вика хормонална контрола на карциномот на простата. Тоа е буквално како да еден подивен конј, му ставиме узди и го држиме. И се додека ги држиме уздите, он ќе биде мирен. Ако ги пуштиме, он пак ќе тргне. Така да буквално е таа слика. Значи и овде не треба да се паничат пациентите, бидејќи со оваков начин на лекување годините на проживување се долги. Така, значи има бенефит од оваа терапија. Има бенефит и од оваа терапија. Да кажеме, кога зборуваме за иноперабилни карциноми, значи пазите, карцином кој веќе ја пробил обвивката на простатата, испаднал па се проширил во семените везикули и така, па дури имаме и некои далечни метастази по коски. Сето ова може да се стави под контрола, да се заузда и да пациентот сепак квалитетно живее и понатаму во животот.
Докторе, ви благодарам многу за гостувањето. На вистина на еден сликовит убав начин, едноставен, разбирлив, ни ги појаснивте најважните работи поврзани со карциномот на тестици и простата. Се надевам дека на ваков начин ќе се крене свесноста и дека почесто ќе се прават уролошките прегледи од страна на мажите, покрај тоа што они ги доживуваат како крајно непријатни. Но ете, и тоа треба да се промени се state of mind, што би рекле. Да, баш така. Се е состојба на умот. Пациентите не треба да го чекаат месец ноември за да ги подсетиме на ова. Морам да спомнам и да се нашавам дека ова добро да го гледаат сопругите, бидејќи они се главен иницијатор за да мажите дојдат на преглед. Ви верувам. И сосема на крај ќе завршам со една изјава на еден доктор кој што вели многу мажи умираат со рак на простата, но не и од рак на простата, се зборуваме за тие што се повозрасни. Точно. После 70-80 година, тоа значи дека бавно се развива. Значи, дека оди спор, па поготово кога ќе оставиме под една хормонална контрола. Тоа што го објаснувавте до пред малку. Тоа практично еве со ова ќе завршиме, но ова се однесува кај лица во повозрасни. Точно, повозрасни лица кои имаат карцином на простата, а никогаш не завршиле од него. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Да, ви благодарам на поканата. Почитувани доктор Горан Јович, уролог хирург во Жан Митрев клиник, беше нашиот гостин во Телма амбуланта. Ви благодарам и денеска што не следевте со внимание. Гледајте не секој работен ден, бидејќи заедно учиме за нашето здравје. Пријатно.